Ангеловски, што значи оваа ситуација, оваа војна за бизнисот сега? Генерално многу тешка ситуација со оглед што ни се случува во изминатите 2 години. Се сеќаваме од почетокот на пандемијата, па сите оние економски проблеми кои ги имавме предизвикани од самата пандемија, преку продолжувањето на оние негативни појави како резултат на таа пандемија, прекинувањето на светските ланци на снабдување, светската инфлација и така натаму, во економските кругови, едноставно го нарекуваме, уште ова ни фалеше да биде капак на сите светски економски проблеми. Професорот веќе објасни од она макроекономија како изгледаат би изгледале проблемите со плаќањата, со светските девизни резерви, руските и така натаму. Меѓутоа, практично, сега во овој момент, особено во овие денови, со прекинот на плаќањата и користењето на Свифтот, скоро да е невозможно да се извезе роба, да се наплати роба, веројатно од Русија. Тука има неколку проблематични групи на производи, тоа се гасот пред се. Имаме конкретни информации дека добар дел од гасот кој продолжува кон Европа поминува и низ оние гасни инсталации кои се наоѓаат во самата Украина. Доколку се оштети некоја од тие гасни инсталации, можете да замислите каква ќе биде реакцијата на светските берзи. Металите, Украина, Русија се големи производители на метали. Житото, три можда стратешки производни групи кои може да влијаат на целокупната светска економија доста интензивно и со тешки последици. Господин Ангеловски, продолжуваме со вас, како што реков, и пред да биде ова криза имаше шпекулација дека цената на лебот ќе се зголеми. Од вчера веќе имаме одредена маржа, а не замрзнати цени. Дополнително сега со проблемот со увоз на житарки од истокот каде што веќе има војна, ќе биде дополнителен товар врз пекарската индустрија. Членовите на агробизнисот, токму од вашата комора, од Сојуз на стопански комори, напоменаа дека ќе мора да се прави нагорна линија на лебот и на белите печива. Какви се информациите? Што очекувате да се случува на ова поле? Пред се би сакал да се осврнам, до овој момент ние ги презентираме негативните ефекти кои може да настанат од ова војна криза и од сите овие случувања кои ни се случуваат во изминатиот временски период, и предизвиците се навистина големи. Меѓутоа, знаете, од друга страна, чашата можеме да ја гледаме или полуполна или полупразна. Во однос на прехранбените производи, тоа беше наше барање кое произлезе од нашата комора, да формирањето на цените биде на тој начин да на реална основа може да се формираат со оглед на берзанските движења и влезните инпути во формирањето на тие цени. И ние сметаме дека со замрзнувањето на маржите е еден по-реалистичен пристап кон формирањето на цените на овие стратешки производи. Но дали со маржите ќе имаме поскапи производи од оние кои беа замрзнати? Не знам, ќе видиме. И од нашата комора се изјаснија дека зависи од неколку аспекти. Знаете, внатре влијае цената на пченицата, има одредени поместувања на цената на пченицата со оглед на поместувањето на цената на енергентите и оваа светска инфлација која се случува во меѓувреме. Меѓутоа, знаете, ние како Македонија не сме 100% зависна и од увоз на пченица, имаме и одредено производство и на сопствена пченица, така да можеме да го анализираме домашните производители дека ќе добијат на еден начин и повисоки цени и ќе може и на еден начин да бидат во покомфортна состојба. И да произведат до година повеќе. Да биде еден вид на стимул, се декларираме ние како земјоделска земја, нека биде еден вид на стимул, надлежните институции нека се фокусираат да се искористи оваа криза, можда да се развие еден дел од нашето земјоделство кое со години, знаете, информациите говорат дека имаме проблем со цените, имаме проблем со произведуваме вишоци кои не можеме адекватно да ги пласираме и така натаму.
Така да, знаете, не би требало да ги гледаме сите работи само од негативен аспект. Во целата оваа негативна ситуација, знаете, може да ли се да се пренамени производството? Например, ете, со години тутунарите се жалат во откупот наместо тутун, пола реколта да се направи со пшеница. Па веќе е тоа прашање за одредени економски, земјоделски експерти, меѓутоа генерално веројатно цените ќе не доведат да почнеме да размислуваме, да се фокусираме на одредени производи кои можда на ова тло и сме ги одгледувале или можеме да ги одгледуваме доколку отидат цените на превисоко ниво на светските берзи. Истото се случува, нели, и со цената на електричната енергија, кога отиде на превисоко ниво, тогаш и домашните компании се освестија на некој начин дека треба да инвестираат во заштеда на енергија, во инвестирање на фотоволтајни електрани и така натаму, затоа што таа висока цена на еден начин ве стимулира да вие правите инвестиции во таа зелена енергија. Треба да ги гледаме работите од повеќе аспекти, не само да биде доминантен негативниот, значи високите цени може да позитивно стимулираат евентуално да се зголеми нашето земјоделско производство и овие наши земјоделци кои ги имаме кај нас да добијат можда и по-фер цена за разлика од претходниот временски период. Да. Ангеловски, како да се бараат нови пазари, алтернатива на она што го имавме кон истокот? Кои се... Тука би сакал да го дополнам професорот и министерот. Мислам дека веќе нашите дискусии одат во еден единствен правец. Професорот многу сликовито ја објасни ситуацијата која имаме во моментов и минатите случувања во однос на Ке се барали помош од државата од земјоделско производство и така натаму, меѓутоа доаѓаме до ситуација кога треба да станеме свесни дека ние се наоѓаме во исклучително критична ситуација која, има аналитичари кои ги употребуваат термините во последните 50 години не се случила на европскиот континент и треба да го заборавиме она што се случувало во минатото и треба веднаш инстинктивно да реагираме во смисол на имплементирање на одредени работи кои можда во оваа ситуација на криза очекуван раст на цените на храната, а ние можеме дома да ја произведеме и во однос на вашето прашање дали треба да размислуваме за конкретно за храната, ако дискутираме за извоз на храната, ние веќе ќе го имаме нашиот пазар дома, нема потреба да извезуваме. Само треба на адекватен начин да се организираме се што може оваа земја да го произведе. Па извозот ни е таму околу 50 милиони евра, зашто да ги изгубиме да го пренасочиме кон некој друго место? Тоа што до сега се извезувало, треба да се обидеме да го извезуваме. Сега во овие критичните земји, нели, ќе видиме како тоа ќе функционира. Нели, во земја каде што имате војна, прашање тие пазари дека се можда и веќе изгубени. Во однос на Руската Федерација, професорот веќе објасни, можда ќе се појават со текот на времето и алтернативни начини на бајпасирање на овие проблеми со платниот промет или некои други бариери кои ќе се створат. Меѓутоа, проблемот е комплексен. Единствено, мислам дека во оваа ситуација би имале проблем со субституцијата на гасот, нафтата и нели. Оние болни точки што ги зборуваме цела вечер. Тука навистина ништо не можеме да направиме, меѓутоа за овие останатите работи можда имаме шанса и надеж на некој начин да влијаеме. Назад ме во студиото Ангеловски, продолжуваме со вас. Премиерот пред неколку дена напомена дека државата е подготвена, како што вели, за заштита на домашната економија и финансиската состојба. Се со цел да се намали притисокот врз граѓаните, но ве прашувам вас дали треба да се очекуваат нови барања од страна на компаниите, какви се вашите гледишта, вашите прогнози, како ќе се развива оваа криза сега и што најмногу ќе ви треба како компанија, како бизнес сектор? Во овој момент нема конкретно некои барања кои се веќе isprofilirani и така натаму. Се следи состојбата, како што веќе напомена и професорот.
штетите доколку би продолжила ова состојба за сите и земјите во европскиот континент и надвор од неја би биле огромни. Така да сигурно приметувате дека можда и од завојуваниве страни и од овие кои се на страната на санкциите, сите се надеваат дека оваа криза релативно брзо ќе заврши, затоа што дефинитивно штетите се на секаде и ова на дол крок е неодржлива ситуација, така да нешто ќе мора да се промени и ние наискрено како бизнис сектор се надеваме дека... Не сакам да бидам песимист, но што ако потрае? Знаете, секогаш во животот ќе мораме да се навикнеме на одредени работи, ќе најдеме алтернативи за секоја работа постојат. Така да и за овие проблеми кои би произлегле, наша среќа е што сме ние на одредена солидна дистанца од сите овие случувања. Директно не, за сега безбедноста не ни е загрозена, така да, знаете, економските работи на овој или на оној начин ќе ги надминеме.